Браќа и сестри, драги пријатели, ви поздравувам од ова свето место и ви посакувам обилни Божји благослови. Денеска ќе размислуваме за стани и оди проповедај на народ. Мисионска порака. Значи, Бог го повикува Јона и му вика стани. Дали е лесно да станеме кога спиеме или кога седиме? Некогаш е лесно, ама некогаш, еве како мене некогаш ми фана вртоглавица, не можев да стана. Во друг случај. Али ако тргнеме духовно, значи Бог кога наредува стани, а после тоа вика и оди. Значи и оди. Значи тоа е заповед. Бог ни дава заповед. Стани и оди. Проповедај на народот во Ниневија. Зашто вика делата нивни стигнаа, вика до мене. И Јона што прави? Јона станува и оди. Ама во спротивен правец. Не оди кај што Бог му наредува, туку Јона тргнува, вика, за Јафа, а од Јафа фаќа брод и се качува во бродот и заминува за Тарсис. Бега од лицето Господово. Дали може да избегаме од Господа? На едно место во Библијата пишува, вика, каде и да си, во морски длабочини, лево или десно или горе во височините, таму сум и јас. Значи, од Господ никаде не можеме да избегаме. И Јона во овој случај, знаеме дека не може да избега. И го гледаме Јона во бродот качен, но во тој момент Бог испреча силен ветер и настанува бура. Бродот се лула, уште малку да потоне во морето. Морнарите што прават? Се ослободуваат од товарот на бродот. Фрлат во морски длабочини се што има непотребно, оно му требало, али мислеле дека ќе се спасат со тоа, ги фрлат тие работи во морски длабочини. И Јона се пикнал на дното во бродот, легнал, се успал, него не го интересира ништо што ќе се случи на морето. Капетанот и останатите со него се уплашиле доста и рекле, ајде да повикаме кон своите богови. Сите викале, но промена никаква нема. Бродот уште повеќе и повеќе се лула. И капетанот се симнал долу, кога го видел Јона и му рекол, а ти, што спиеш? Дај, викај кон твојот Бог, моли се. Дали Јона се молел? Во тој случај, Јона воопште не се помолил. Бидејќи како ќе се моли кога бега од Бога? Бега од Бог и, значи, едноставно не се моли. Тогаш капетанот и останатите рекле, ајде фрлиме ждрепка да видиме од кого не снајде ова зло. И фрлат ждрепка, се погодува ждрепката на Јона. Кој си ти? Капетан го прашува. Од каде си? Зошто не снајде ова зло? И Јона му објаснува, јас сум, вика, евреин, бегам од Господовото лице
И оној Бог, вика, кој е на небото, кој што ја создаде земјата и водата. Тогаш морнарите уште повеќе се уплашили. Ги фатило ептен страв. Зошто го направи ова? Дали, браќи и сестри, некогаш бегаме и ние од Бога? Не се случува, сигурно. Бог ни вика едно, ние правиме друго. И сега морнарите го питат, што да направиме со тебе? И Јона ни стои, ни чека и не размислува ништо. Фрлите ме во морето. Фрлите ме во морето. И сега се случува меѓу морнарите нешто, размислуват како да го фрлат. Невина душа, како да ја фрлат во морето. И се молат и они кон Бога. Господи, дај да не одговараме за оваа невина крв. Ти како си промислил, така нека биде. И еве ги морнарите, после оваа молитва, го зимат Јона и го фрлат во морски длабочини. Кога го фрлат во морски длабочини, одма морето стивнува. А за тоа време Бог што припремил? Една голема риба, тука во Библијата ја пише кит, и која го проголтала во утробата нејзина. И сега замислите во каква состојба е Јона. Еве, пример, човек кој не знае да плива, макар и да знае да плива, може некогаш се случи, има една поговорка, вика, не се прави јунак во водата, бидејќи тие што се прави јунак, баш тие гине. И замислите сега Јона во утробата на рибата, како му бил. Не знам, јас тоа не може да го замислам, како дишел, како живеел 3 дена. Нели, 3 дена и 3 ноќи бил во утробата на рибата. Вода, во вода кога ќе влезе човек, кога ќе падне на дното, ќе се удави. А Јона жив. Значи, Господ ни кажува дека со Господова наредба дека може да биде жив. Исто, нели, се случи и со нашиот Господ Исус Христос, кој беше 3 дена во земјата, во утробата на земјата и после воскресна. Вика, не се распадна. Додека знаеме, нели, за Лазар, 4 дена во земјата, во утробата на земјата, почнал да се распаѓа, почнал да мириса, додека за Господа Исус Христос тоа не е така. И за Јона исто. Јона во утробата на рибата жив. И сега Јона се моли во утробата на рибата. И кажува, Господи, само од Тебе е спасението. Само од Тебе е спасението. Дали, браќи и сестри, тоа е точно? Значи, Бог ни кажал дека без мене не можете ништо. Бог му дал и на Јона доста работи, што Јона
знаел и вика, па ете, бегам од Господовото лице. Бидејќи знаев и ти си долготрпелив, милостив и така натаму, и знам и тоа ќе се случи. И повторно доаѓа слово Господово до Јона. Стани. Во Исаја, во 6 глава, Господ на Исаја му вика, кого да пратам да ја проповеда нашата реч? А Исаја што кажува? Еве ме мене, прати ме мене. А Јона во претходниот случај бега. Јона сосем спротивно од Исаја. И сега во овој втор повик, кога Господ го повикува, стани и оди. Појди во градот Ниневија. Голем град, град кој бил главен град на Асирската империја, проповедај му го на народот тоа што ќе ти го каже. И што му кажува Бог? Една реченица. Покајте се, уште 40 дена имате за живот. Уколку не се покајте. Уште 40 дена. Замислите сега еден лекар да ви ја каже таа реченица. Уште 40 дена твојот живот завршува. Што ќе правиме? А ти дава и други упутства. Тоа и тоа да не го правиш. Тоа да се храниш. Има многу луѓе застануваат на оноа првото. Какви биле такви? Он ќе ми кажува, ја цигари да не пушам или алкохол да не пијам, а он исто го прави. Ама, кога ќе дојде онаа последната ден, значи, тогаш е веќе касно шо и да преземеш. И сега и она оди во градот Ниневија, кој град голем од 120.000 жители, 3 дена и 3 ноќи требало да го поминиш цел град. И она оди секој ден колку што може да изоди и проповеда. Народе, покајте се. Оти уште 40 дена градот ќе биде уништен. Дали луѓето што ја слушнале оваа порака ја отфрлили? Сигурно дека не. Секој еден што ја слушнал пораката уште одма на самиот почеток, одма се отстранил од својот лош живот. Бидејќи, вика, лошите дела стигнаа до мене. Господ тоа го кажува. И дошла веста и до царот. Царот и он одма ја отфрла својата царска облека, се облекува во вречиште и во пепел клекнува. Што се случува сега? Царот дава наредба. Цел град, од мало до големо, да се покае и да постат, никој ништо да не јаде и да не пие. И истото важи и за животните, за говедата, за овците.
никој ништо да не јаде и да не пие. Дори нагласува и исти да бидат покриени со вречишта, за да може тоа да се обави. И Бог ги види нивните дела, дека се добри, дека се покаја од своите лоши патишта и дека му поверува на Бога и вика: не се разгневи Господ да ја разруши Ниневија и да уништи се. Но, што се случува сега? Јона се лути и вика: па знаев ја, Господи, ти тоа ќе го сториш. Знаев. И за тоа, вика, не отидов да проповедам одмah. Бидејќи знаев јас дека ти си долготрпелив, милостив, знаев дека тоа ќе се случи. И бара, и она вика: а сега, Господи, земи ја душата моја од мене, зашто подобро е да умрам, отколку да живеам. Ево го Јона до која ситуација дошол. Како Илија: Господи, останав сам, подобро да умрам. И Господ му вика: дали со право се лутиш? Дали со право се лутиш? Јона не одговара ништо, излегува од градот на источната страна, си прави таму колиба и очекува да види што ќе биде со пророштвото кое го изрече. Но во еден момент Господ наредува да израсне едно растение покрај колибата и да му прави сенка на Јона да биде закриен, да не го печи топлото сонце. Како еве во овие денови што најавуваат, нели, поголеми горештини, дури и UV зраци ќе бидат уш појаки, така и Јона Бог му обезбедува едно растение над главата, вика, да му биде покривало. И сега Јона како се чувствува? Се зарадува. Се радува, среќен, што еве има едно растение кое ќе му прави сенка. Но што се случува во вториот ден? Господ дава наредба црвот или црвијата да го изедат тоа дрво, да го нагризат, да овене, да се исуши. И кога изгреа, вика, сонцето, Господ испрати источен ветер, врел. И сонцето, вика, го исуши тоа растение. И на Јона главата му била надвор, го опечило сонцето, така што тој изнемоштил толку, што почнал да се моли. Да умрам. Подобро е, вика, да умрам, отколку да живеам. Подобро е, вика, да умрам, отколку да живеам. А Бог му вика на Јона: зар имаш право да се лутиш поради билката што ни си ја садел, ни си ја полевал, а се лутиш, вика, за тоа?
И Јона вика, многу сум луд. Луд сум до самата смрт. За една билка, за едно растение, Јона вика, луд сум до самата смрт. Замислите во каква ситуација Јона доаѓа. Подобро да умрам. И сега Господ му вика на Јона, тебе ти е жал за едно растение. А мене како да не ми е жал, вика, за цел град. Каде што има 120.000 луѓе и башка добиток. Јона нема што да размислува и да разговара со Бог, бидејќи Бог е стално управо. Имаше еден на работа колега, работоводител, и он стално викаше, работоводителот или шефот е стално во право. И јас стално му викам, тоа е точно. Ако ти не заповедаш, ако ти не викаш, работниците нема да работат. Значи ти мора да викаш, мора да заповедаш. Така исто и Бог. Ни заповеда. Стани. Оди. Проповедај на Божиот народ и на цел народ. Кажи му, покајте се од вашите лоши дела. Ние знаеме, овие неколку денови наназад, се случија многу работи и кај нас, и во Кавадарци, и во други градеви. Опасни работи. Значи, Бог сето тоа го гледа. И веќе не може да издржи. Значи, во секој момент треба да дојде второто Христово доаѓање. Бидејќи гледаме и настаните ни светот, што се случува, какви поплави, какви земјотреси, оган горе секаде. Значи, Бог ни дава опомени, независно дали се од него или од ѓаволот. Бог не припрема, ни дава можност преку тие опомени да се разбудиме, да се освестиме дека е крајно време. Како Јона што вика подобро да умрам. Дали е подобро да умриме или да живееме со Христ? Сигурно дека е подобро да живееме со Христ и постојано да бидеме во врска со Него. А ако не бидеме во врска со Него, ние, браќи и сестри, како и претходно што беше во поуката кажано, сме никој ништо. Нема да бидеме спасени. Да не се залажуваме. Значи, јас сум ваков, јас сум онаков. Бог знае точно секој кој е каков. И затоа да станиме и да одиме да ја проповедаме Божјата реч. Да го проповедаме Исуса Христа, кој не повикал нас, за да уште многу преко нас се спасат, а и ние да бидеме спасени. Нека му е слава на нашиот Господ Исус Христос во веки векова. Амин.